За да се спасат од енормно високите сметки за струја, граѓаните се повеќе размислуваат како да ги искористат алтернативните извори на енергија, првенствено сонцето. Во таа насока и новиот правилник за обновливи извори на енергија кој излезе во службен весник и кој треба да ги мотивира граѓаните да инвестираат во соларни панели. Повеќето фирми кои поставуваат фотоволтаици веќе ја имаат направено пресметката за исплатливоста на инвестицијата која им ја презентираат на заинтересираните. Панелите со мокност од 5 киловати, чија ефективност е во зависност од местоположбата на живеалиштето, поставеноста на панелите и временските прилики, годишно би оствариле производство од околу 5800 киловати електрична енергија. Во ситуација кога просечната месечна потрошувачка на струја според последната анализа на регулаторната комисија за сите домаќинства во земјава изнесува 410 киловати месечно или 4920 киловати годишно, тоа значи дека инсталацијата целосно ги покрива потребите за струја и дури останува значителен вишок. Според правилникот за вишокот на граѓаните им остануваат две опции. Првата е да го продаваат на евана, а втората да го зачуваат за зимските месеци кога фотоволтаиците произведуваат 4 пати помалку енергија од летниот период. Пресметките согласно актуелната цена на струјата за 1 киловат вела дека годишно за сметки за истата треба да се издвојат приближно околу 50.000 денари. Тоа во услови кога една фотонапонска централа од 5 киловати чини помеѓу 5 и 6.000 евра, значи дека на инвеститорот ќе му бидат потребни 5 до 7 години за да се ги врати вложените средства. Поволноста која ја нуди државата е преку Министерството за економија и е во распишување на јавен оглас за субвенции за фотоволтаици од максимум 1000 евра по домаќинство, кое се очекува наскоро.